Антоан де Сент-Екзюпери не бил само писател. Не, тој бил и авијатичар, а неговата страст кон летањето длабоко го обликувала неговиот поглед на светот. Значи, Екзюпери е роден во Лион, во 1900 година. Уште од мал бил фасциниран од техниката, од цртањето, од конструирањето. Но вистинскиот пресврт се случува кога имал само 12 години. Тогаш, за прв пат лета со авион. И таму горе, во височините, воодушевен од таа бесконечна слобода, тој одлучува ќе стане пилот. И токму таа двојна перспектива, нели, на пилот и на поет, се раѓа неговото најпознато дело. Малиот принц е роман кој Сент-Екзюпери го напишал само 1 година пред својата прерана смрт. Значи, ова е еден фантастично авантуристички роман во кој светот на возрастните е прикажан низ наивните очи на неговиот главен јунак Малиот принц. И тука почнува авантурата. Малиот принц тргнува на една, да речеме, меѓупланетарна прошетка. И додека ги запознава жителите на различните планети и нивните професии, тој доаѓа до еден многу важен заклучок за возрастните. Замислете, на своето патување тој среќава крал, ама крал без поданици, сатира на бесмислената моќ. Потоа, среќава еден вообразен човек кој живее само за аплауз, слика на празната суета, па дури и бизнисмен кој обсесивно ги брои звездите, мислејќи дека така ги поседуваа. За Малиот принц, сите овие преокупации се, чудни и бесмислени. Токму во овие сред бележи иронијата на животот и се гледа тоа длабоко недоразбирање меѓу светот на возрастните и светот на децата. И така, патувањето го носи Малиот принц до земјата. И тука се случува нешто клучно. Кулминацијата на целото дело. Средбата со лисицата, еден од најважните и дефинитивно најмудрите ликови во приказната. Лисицата му зборува за нешто што Малиот принц не го разбира, за препитумувањето. Прашањето е навидум едноставно, но одговорот ќе го промени неговиот поглед на светот за секогаш. И што значи тоа да се припитоми? Во нивниот разговор, лисицата му објаснува. Тоа значи да се создадат врски. Толку е едноставно, а сепак толку длабоко. И ова е генијално објаснето. Лисицата вели: ако ти мене ме припитомиш, ние ќе имаме потреба еден од друг. Ти ќе бидеш за мене единствен на светот. Јас ќе бидам за тебе единствена на светот. Значи врската е таа што создава уникатност. И токму тогаш, преку оваа лекција, на Малиот принц конечно му станува јасно. Ја сваќа важноста на розата што ја оставил на неговата планета, она што го припитомила, пријателот за кој, на крајот, вреди да се умре. И кога се разделуваат, лисицата му открива една тајна. Можеби најважната тајна во целата книга. Реченицата што ја знаеме сите, која одекнува низ генерации. Само со срцето добро се гледа, најважното е невидливо за очите. Па, кој е всушност Малиот принц? Што символизира тој? Очигледно, тој е повеќе од само некое момче. Тој е истражувач, авантурист, еден љубопитен филозоф во потрага по вистината. Во суштина, Малиот принц е символ за гласот на сите деца. За нивната фантазија, тој е потсетник на онаа вистина што ја знаеме, пред да станеме возрастни кои се грижат само за материјалните работи. И така, оваа приказна не остава со едно последно многу важно прашање. Дали ние, како возрастни, додека се грижиме за сите тие материјални нешта, несвесно го потиснуваме детето во нас? Книгата, се разбира, не нуди лесен одговор. Наместо тоа, не предизвикува да го побараме одговорот секој во своето срце.